Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Очи во очи. Во следните минути до крајот на емисијата ќе зборуваме на тема која што денеска е актуелна, секако и во време на кампања на претседателски избори ќе зборуваме за сегашниот претседател Ѓорги Иванов, односно за тоа дека антикорупцијска покренува две прекршочни постапки против него. Антикорупцијска комисија покренува две прекршочни постапки против претседателот Ѓорги Иванов поради поставувањето на генерали во армијата по распишување на изборите. На денешната седница на комисијата беше соопштено дека првиот случај се однесува на унапредувањето на Васко Ѓурчиновски во чин генерален подполковник, генерал мајор. Според антикорупцијска, претседателскиот указ бил донесен на 25 февруари 2019 година, при што при унапредувањето на овој старешина во повисок чин не било постапено според одредбите од Законот за служба во армијата. Министерството за постапка спроведува постапка за унапредување и дава предлог до претседателот на Републиката, што во случаев како што е наведено во одговорот на Министерството за одбрана не е доставен, се наведува во предметот на антикорупцијска. Од таму додаваат дека указот за унапредување е донесен по денот на распишување на изборите 8 февруари 2019 година, период во кој според закон не може да се преземаат вакви дејствија. Исто така, на 25 февруари годинава претседателот со укази ги поставил Орце Јордев, Драган Ковачки и Бесник Емини на позиции во АРМ. Во сите три случаи се работи за поставување на старешините на формацијски места генерали по основ на кој сметано од денот на донесувањето на указите од претседателот на Републиката и нивното извршување. На споменатите старешини ќе им се исплатува зголемена плата, различна и повисока од редовните месечни плати, што ги примале пред донесувањето и извршувањето на указите, дејствие кое е забрането во изборен период, велат од антикорупцијска. Тоа е накратко и уни информации кои што ги имаме досега за темата на која што ќе можете да зборувате. Секако со најнови информации ќе имате можност да видите во Централниот дневник во 17 часот. Антикорупцијска покренува две прекршочни постапки против претседателот Иванов. Мораме да напоменеме дека се извршуваат одредени дејствија од негова страна, а други обврски кои што ги има конкретно претседателот не ги исполнува токму во овој период. Кој е вашето размислување? Очекуваме да слушнеме секако во следните минути. Дали имаме гледач на линија? Ало, добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. Еве вака да кажам, значи, од прво, дека не две прекршочни, овој господин наш, да го речеме, господин, ајде културата ќе се ја задржам, не председател, не две, него 200 до сега. Вакво нешто не видам. Ако сакаме примери да поставуваме од врвот, вакви примери не треба ни да ни постојат воопшто. Како ние ќе се учиме возрастните и ќе гледаме и ќе даваме реални мисли. Камоли децата како? Вака не одиме никаде. Со председател и на Ечија ве молам. Он беше и на Ечија, не председател. Да коват, да кажува, да поставува према законите, према функциите, према работните места. Во случај гледаме оштетување на касата на војното во овој случај. Значи, антикорупцијска не само да ги вади овие дела, повикувам да казнувам, ве молам, строга и да биде доследна на ова. Не само сега да остана. Рестото што ги земале луѓето колку месеци, да ги платит господинот, кој ги назначил на тие места, на неправилни места. И би рекол, еднаш да ни провладее правото. Правото треба ние да го гледаме, ако е реално, еве од председателот. Председателот се постави еднострано, партиски. Јас како сакам. Јас сум председател и јас ќе поставувам како мене ми одговара. Или плюс старата тактика на претходната партија или власт, при заминување ќе направам вакви работи. Во чива штета? Во штета на народот. До гледање и ви благодарам.
Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Антикорупцијска покренува 2 прекршочни постапки против председателот Иванов е денешната тема на која што зборуваме. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Ало, Добар ден, повелете, во програма сте, ве слушам. добар ден, среќен ден. Благодарам исто. Повелете. Како може за председател вакви коментари да дават? Тој е врховен командант. Армијата внатрешна работа си е. Он може да разместува, да ги назначува внатре, да ги унапредува, да ги снижува надолу кои не се квалитетни. Што плетката антикорупцијска комисија во армијата? Он не запосли некои нови таму па да прави. Она местото треба да го побара во државните институции кај што се одвиват проблемите, а не во армијата. Иванов сгрешил. Па тој врховен командант како би сгрешил? Тој штити државата. Армијата штити државата. Таму не треба дури информации да излагат што има внатре, како се прераспоредуваат. Може луѓето се квалитетни. Може има потреба да ги награди. Добро, дали Може се требаше да го трудат. направи тоа по распишувањето на изборите и зошто не го направи предходно? Добро, Според јас вас, тука не затоа можам- што е не можам- противзаконски за време на изборот, кога ќе се прогласат избори да се назначуваат. И им се минува види, работното место. Армијата многу не влијае на избориве. Тоа е, Независно. како да кажам, може ли порано, може ли Независно покасно. противзаконски, независно дали влијае или не противзаконско е. Добро, ако е така, нека го казнат. Ама по моје не би требало, затоа што тоа се работи за државата што ја штитат луѓето. А Добро. овие што ја растурат државата, тамо треба да се заврти антикорупцијата. Тоа е тоа. Тие се навалиле против Иванов. Аман, што Иванов? Да подпишува работи што се против држава, што се ништи држава, да ги подпишува, да ги подкрепува тие што ги прават проблемите? Добро. И благодарам за вашето јавување. Поминаа минутите кои што ги имавте за денешното издание на оваа емисија. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја гледам темата и сум страшно изненадена и повредена. Председателот Иванов е врховен командант на оружјаните сили. Како може да покрена таква постапка антикорупциите кога во нашата држава прво и основно треба да се суди на јавен суд, воен суд, а премиерот, ја не го признам за премиер Заев, зашто тој растури цела држава и никој ништо не покрена за него. Значи, крајно време е антикорупцијска да се сврти кон министерот за надворешни работи и кон Заев што направи оваа држава, а не председателот. Председател има власт, има можност, самото председателство му дозволува да врши наградување, да врши преместување и тоа е државна тајна, а не е нешто што треба да се оптужи. Значи, навистина, ова земја решиле докрај да ја растурат и Иванов само го пазеше интегритетот на Македонија, затоа што се заколна, остана до крај доследен и тоа на нив многу им смета и во последните моменти не знаат како да го оцрнат, ова е уште еден срам за Македонија. Добро. Доколку тоа беше се, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Вака, јас се слагам со тој првиот, ала да му е. Зошто да го казнуваат Иванов? Сега држ се маро на опашката, а? Се сврши муши Иванов е тука. Срам да му е на Заев. Може он сам да си клапајка. Арно му викаше, тој му даваше метлата. Така треба метла од него да биде. Добро, ви Толку благодарам ви за благодарам. јавувањето. Се ве молам само без навреди, бидејќи ќе ви исклучувам. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Повелете. Мартина, пошто сум слушнал, јас сум тој првиот. Повелете. Да, кажувам поново. Што ако е председател? Што ако е врховен командант? Зар може, ве молам, врховниот командант да командува неправилно, према законите? Како овој народ ја не можам да брана, да меша Заев, не знам, па се прави мувовец за дали имал право во времето на изборната кампања.
или предходно, ама и предходно ако неправилно постапил, ве молам. Што ако е председател, па да се држи во тајност, ако грешно е насочил армијата или ја кради председатело како врховен командир, да се држи во тајност? Па не можем да ги сватам, ве молам, доста ова греота, греота. Ако е од оваа страна, ајде да го ослободиме. Убил, ама е од оваа страна, ајде да го ослободиме. Ама неправилно, ама е од оваа страна. Кој страни ние држиме? Ве молам, држиме реалните како луѓе, слушам, после мене или пред мене, возрастни се луѓе. Дали може да се воздржа, да рече, од реалноста? Години имаме да цениме правото да го бараме. Правото, вториот господин после мене се коригираше, после вашето излагање и објаснување. Е добро ако е така, онда дали ние слушаме што вие зборувате и што ни пишувате. Значи ние баеме. Добро. Ајде до гледање. Да. И благодарам за јавувањето. Значи, повторно ќе поручитам, односно ќе споменам дека унапредувањето на овој старешина во повисок чин не било постапено според одредбите од Законот за служба во армијата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ги слушам некои претходници, демек не направил ништо, не само те ова, те она. Арно, ама ние знаеме дека таа Џафери на сумнителен начин ја водеше седницата кога требаше да се одзима имунитетот на Треко Велјановски. Арно, ама едниот од назначените генерали е спорен затоа што му е близок пријател. И арно, ама сега да видиме дали тој човек може да влие да речеме нова бел штрайк се случи во неделата од страна на ДУИ. Значи се е врзано нешто како свинско црево. И сега се представува, арно, ама колку време неговиот предлог седел во кабинетот на председателот, а не го потпишал, дали сите знаеме. Ја мислам дека повеќе од година дена. И зошто баш сега господинот председател го потпишал тој предлог? Што значи има многу арно, ама ние не ги знаеме. Некој ги вишал фактите. И не дали некој ја злоупотребил функцијата, се пазарел. Тие назначување се пазар, буквален пазар. И граѓаните еднаш треба да знаеме, не да бидеме пристрасни, туку да збориме реално. Значи државата, политичарите во државата си прават пазар. Ти на мене, ја на тебе. Во тој случај, во случајот со седницата со имунитетот на Треко Велјановски е направен пазар. Ти на мене ќе ми го направиш пријателот генерал, јас тебе ќе ти го спасам пријателот од суд. Толку пријатно, господи. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме гледач на линија? Здраво, Мартина. Повелете, во програма сте. Вака, не за темата, за тај не првиот кој се јави, кој почне емисијата, вториот. Он многу вреѓа, преска на вашиот колега, за темата не, дека не се добра. Он се јавува по сите телевизии, се јавува и вреѓа многу. Никој ќе го направи лом на вашата телевизија, а он ја по сите телевизии се јавува. По сите, тај вториот што се јави, не првиот, вториот. Тоа, по сите телевизии се јавува, по 5 пати на Канал 5 и на вашата телевизија, а он го наврди. Пријатно те поздравувам. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Програма сум така. Да, во програма сте, ве слушам. Ја не може да се начудам некој гледач овие, па посебно до овие жени. Па што ако е председател? И Хитлер беше председател, па што правиш? Може све да прави, он ништо, за него ништо не може да прави, така? Имам тие овластувања што може да ги направи. И нема што да се караме, да се расправаме, да браниме некого, да штитиме некого, да напаѓаме некого. Се знае там. Покренува прекршно постапа против председателот Иванов. Сега мене друго ме интересира, вие дали знаете, овој што ги назначил, дали ќе се останат на истото место или ќе се ги вратат назад кај што биле. Не знаете тоа. Не знаеме, се покренува постапка, така што ќе видиме во следните денови која ќе биде реакцијата. 500 евра? Нека му изземат тие 3-4-5 станата, може што ги купи. Сега се правиме сите будали од. Тој спремаше волена состојба, па не управо бил.
се знае тамо пустало кој му се правата и крај точка. Нема друго што да се дискутира. Тоа исти граѓани, по уставо сме сите исти. Толку му се властвувањата и здраво. Тоа е тука како англиска кралица, не сме да гукне. Сега моментот. Срамота е. И слушам по овие жениве многу се разбираат тие, што е председател, што е премиер, што е кралица, што е цар. Се знае што е председател од това и крај. Не може тој да поведува војна состава без врска, да подига готовноста на војската без врска. Така. Има ситуација кога треба, кога не треба. Да. Ајде, фала, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден. Добар ден. Добар ден, почитувана водителке. Повелете. Кратко ќе бидам. Антикорупцијска комисија, тоа треба да се реформира. Прво, од Велчево пратеничката, од сегашната власт, колку илјади евра има Патерина, колку луѓе се вработи. Тунтефли, како го викаа од Охри, тај господин сега Заев го награди. Правна држава не функционира. Која партија дојде само плачка и краде. Не мисля за народот од својице. И сега дека најдам црно, сега да не се извинам, возрастен човек, не доликува, у балонот ќе пукаме. Сега Иванов и е крив. Господине, 40%, 30 неко посто испаднаме да гласаме. Сите се разочарани, точно дел пустов. Добро, да, не зборуваме сега за изборите, ве молам конкретно на темата. Не зборуваме за денот на изборите, вчера зборувавме. Пресните работи И завчера. да се фанат. Од почетоку, да се види колку плачкале вие отишли од сегашните пратеници. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Значи, темата убаво си е напишана на екранот, така што ве молам задржите се на оваа тема. Не зборуваме за она што правила владата, што прави сегашната, што прави претходната, значи зборуваме за двете прекршачни постапки кои што се покренати од антикорупцијска против претседателот Ѓорѓе Иванов. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Антикорупцијска е во право и треба да си покрене кривични пријави. Тие си знаат како и што, законите ги познаваат. За 10 години, 2 мандата по 5 години, Иванов ги преспа. Само на 2-3 пати се разбуди, скина неколку зелени, си купи 2-3-4 стана, наводно на име на син му, кој што неа да го кифли во Турција кај што студираше, ама штедел да си купи становите и то. И направи голема штета на држава. Толку имам да ви кажам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Не мислам стварно да се јавам, ама толку сум иритирана. Значи, од копан на ВМРО мисли народов дека утопија вати. Готово. Не постои свет, не постои народ, не постои ништо друго. Само ВМРО и ништо друго. Па овај, да речам така, наречен наш председател, ами тој беше слика, има, то нема. Само слика гледавме, глас не слушавме. Компромис, разумен компромис. Ето, кажа, ништо друго во овие 2 негови мандата. А дали тие сега што се јавува и што го брана, антикорупцијска да изнеси колку пари потроши за, не знам, привезраци, па наливи, па пенкала по Скопски, па за не знам што. Па добро, овие луѓе размислува што се случува или не размислува, или само ВМРО и ништо. Па овај кажува некоја пратеничка таму земала пари. Ја каза е Силвана Бонева, господине, забораја што прави 11 години. Зошто луѓево му е кратко памтењето? 11 години пустош напе, како председател, така сите ти од ВМРО. Па до кога ќе слушаме нивните плачој или лекање по то ВМРО нивно? Па колку пари потрошија во ова држава? И на крајо, па уште горди, побегнал Грујовски. Па и ове може ќе побегни сега. Не знаеме се случува во оваа држава. Плачковци, како не се срама сите тие возрастни луѓе и да погледа во нивните куќи за внучината. Само си го гледаат тие нивното пензионерско да му се качала јавна пензија нивна, а за внуците дали има, па баш ги е гале. Да шетат тие со бесплатни автобуси, бесплатни бајни, бесплатно се. Па не можам да разберам дека само, да ми извините за задниците, старски нивни гледа. Па нека сосвети народов еднаш веќе доста е со овие глупости и плачења. Тој што си одговара, ќе си одговара. Ѓорѓе Иванов купи станој за ништо. Од кучината и од мачината може ги спечали. Море марш само.
Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Ми се чини дека антикорупцијската комисија има премногу работа и ми се чини дека многу малку се меѓу нив работени, да може сите овие несакани работи што се одвиваат во државава, да можат да ги извадат на виделина. Ова што го направил сега, пошто се работи за господинот Ѓорѓе Иванов, ја ми се чини дека дали тој, размислувајќи дека ќе се оди и никој ништо не му може, и може да прави како сака, да унапредува, да уназадува, значи по лична волја. Мислам дека тука треба антикорупцијска да се зафати до крај, да го извади ова дело до крај и соодветна пријава да му се поднесе на господинот Ѓорѓе Иванов за сметка на тоа, значи, и да добие соодветна, значи, санкција. Ако така се постапи, тогаш ќе има, значи, антикорупцијската комисија ќе има оправдување дека стварно постои онака како што треба, значи, да постои, работи по закон, значи, и ќе биде, значи, на некој начин од сите граѓани на државата, значи, пофалена, ќе биде дадено признание затоа што, значи, се зафатиле, значи, за еден горлив проблем, каде што од секогаш, значи, кај нашите челници го злоупотребувале својата позиција и правеле онака како што тие замислувале и дека така треба. Меѓутоа, овдека има место, значи, до крај да се истера овој случај и треба да има финиш. Благодарам што ме слушавте, поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Греота е многу критикуват него, тој не знае ништо. Многу тивко ве слушаме, господине, малку погласно ако може. Малку погласно ако може да зборувате, бидејќи многу тивко ве слушаме. Антикорупцијска, не мора да го казни греота, тој не знае. Дали сте се уште на линија? Да. Ве слушаме. Ало? Повелете, ве слушаме, во програма сте. Греота, тој што ќе му речеше ВМРО, тоа правеше, не знаеше што прави. Не треба да го казне греота. Толку имам. Добро. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум за тоа. Правдата да владее. Без разлика дали е председател, дали е премиер, дали е обичен граѓанин. Ако направил злодело, да се казни според законот. Меѓутоа, кај нас не е така. На првиот гледач и на другите да им кажам дека председателот, верувам дека нема ништо заедничко со луѓе што ги унапредил, затоа што сум работел во армија и знам како е. Тој само подпишува она што му предлагаат, а тие лица се предложени од нивните единици. Тој сигурно како председател нема да оди да проверава тамо дали заслужиле да бидат кој генерал, кој капетан и да не ги набрајам чиновите таму. Значи, со указ од председателот, меѓутоа со предлог на предпоставените од нивните единици. И сега вршат реклами тука на телевизија овие што се дали ВМРО, дали СДС, кога се председателски избори се силат те антикорупцијска, те ова, те она, ќе видите после изборите дали ќе се слуша нешто за таа антикорупцијска. Тој што е у судот главниот 8 стана има и плюс куќа, ги направил со пот, нели? А што презема против него? Нека преземе таа антикорупцијска по сите тие што се инспекции, инспектори, какви пари вртат, ги уценуваат луѓето кои имаат своји фирми, да не кажам, и затоа и се откажуваат многу од тие работи и бегаат во странство. Само толку имам да кажам. Ви благодарам за... Првиот што се јавува, изгледа спие во ваш... Добро, ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Антикорупцијска покренува 2 прекршочни постапки против председателот Иванов. Добар ден.
Повелете, во програма сте. Во програма сте, повелете. Право за антикорупцијската комисија. Добар ден. Ало, Добар ден. некој ми се беше таму. Никој не ви се меша, господине. Ета е, добро. Добар ден. Повелете. Добро. Видите, антикорупцијската комисија оваа е поставена исто како што беше поставено и она, како што беше поставено и специјалното. Намалете го тонот на вашиот телевизор, бидејќи ве буни, доцни сигналот. Кај вас. Јавното правобранител. Емо. Сега ќе зборувам. Ова специјално јавно, овај се антикорупцијската комисија исто е поставена како што беше специјалното јавно обвинителство поставено, да ја служи на партијата. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, затоа споменувам секојдневно на во секое издание на оваа емисија, кога се јавувате, да го намалите тонот на вашиот телевизор, не се обидувајте да се слушнете на вашиот телевизор, бидејќи доцни сигналот кај вас. Значи, кога ќе се јавите, кога ќе добиете, намалете го тонот и зборувајте со мене преку вашиот телефон. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Смета сега на господин Тимванов. Не можат на магарито, па уди на самарот, така се вика тоа. Па Зоран Заев не антикорупцијска, треба судот на Европа да го симне. Такви глупости ми направен. Ави од корупцијската што зборат, па тоа е лежи лебурата јада, метото, така. Или клати врата, клати ноги, отварај врата. Па срамате се за председателот Иванов да се збори така. Па најдобар председател општа Македонија до сега што имаш. И така ќе остане. Благодарам што ме се слушате. Благодарам и на вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден, Мартина. Еве Јордан Златанов. Повелете. Гледејќи на оваа жена колку убаво зборуваше. Јас сум ти пристап. Викам, повите сите на поштап да не обесат. Ако се докаже, кој се... Добро, да, знаеме. Ве молам само не се повторувајте секојдневно, да. Повелете за темата. Не, прво, тебе замолам како куќа, бидејќи многу сте почитувани и се јавам од табале, од парање до еве. И сега дори го чекав и овој момент. Зошто зборам ова? Антикорупцијска, вие како куќа, новинари имате колеги, да испитат дали е вистина она што јас сум го слушал. Оти сите се прават правници, а јас сум меѓу првите 16 ревизори. Сум бил инспектор цел живот и сите тие чуда. Па не ги знам сите работи. Дали стварно антикорупцијска немам право јас како Јордан Златанов или вие како Мартина да пријавите од некоја комшика или некој комшија што е член на таа антикорупцијска што злоупотребило нешто. Тоа да добиеме одговор на сите граѓаните. Сега, го поздравам Ѓорги Иванов, за мене он е вториот Александар Македонски. Зошто го векам тоа? Во беззаконие живееме. Ниеден закон сега живееме нелегално. Џафери не води без решение подпишено. И другите више. Заедни се, овеќе нема промена име, нема ова, нема она, да не го ни спомињам, неќе веќе да ги повторам, пошто се повторува секој ден. Значи, ништо законско немаме. Гласање избори. И тоа не е легално. Како може на едно обично листе таму да се пишуваат луѓето? И затоа, Ѓорги Иванов, заедно со овој од ТВ Сонце, Ѓорѓе Атанасовски, тој па за мене трет Александар. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ќе кажам дека Ѓорѓи Иванов е еден од најдобрите председатели што бил до сега. И затоа сметам дека за него ја му наоѓам нему мана сега, само што Ѓорѓи Иванов кога Заев го направи пушон, се договараше со терористи во Косово.
на 10. мај, значи направи како се викаше, на диво населје во Куманово. Требаше крваво ви да пролива низ Македонија со тие терористички групи и седа сама учествувала. Имаше Викеликс, напишуваше... Тоа е тешко обвинение, ве молам, значи, на темата. Тоа е тешко. Ве молам на темата, господине, бидејќи ќе ве исклучам. Па да споредам со ова, јас знам дека не сакате така да се чува, ма некому пуштате многу да кажува, некому не да се кажува. Јас дозволувам да зборуваат оние кои што зборуваат на темата, а такви тешки обвиненија вака во емисија, во живо, ве молам. Дозволете, за темата ќе кажем. Например, ние не знаеме, ја не ве слушам вас, затоа не можем да комуницирам. Значи, темата еве за темата. Прво, ние не знаеме законот како е внатре во армијата. Што може да работи председателот со армијата? Он е врховен командант. Ало? Ве слушам. Ме слушате, тоа. Значи, и не знаеме ние сега што е исправно, што не е, кога има тој услови, зашто може мобилна особа да биде секојаш армијата да ја контролира, дали е исправна или не, да негде ако има некој слабост, да делува по наредби на неговите предпоставени што се таму. Значи му дале. Корупцијска, антикорупцијска, тоа нема право да се меша. Антикорупцијска имаме порано, ја дојдоа на власт, новата власт, на терористичка со сила, така, зедоа власт и ги, што направија? Ги стереат и ги отпуштија. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Повелете. Дали можеме да знаеме точно зошто се тие две кривични пријави против председателот од антикорупција? Кои се причините? Ако може да ни кажете. Значи ќе ви го одземам времето, така што или кажете го вашето размислување, па после вас ќе спомнам, или затоа што не е кратко. Ќе ви го одземам времето. Па добро, вака се. Значи двете прекршачни се морам, добро. Значи за унапредување на старешина во повисок чин, односно поставување на чин генерал. И на 25 февруари, значи тоа е направено за време на изборната кампања, односно откако се прогласени изборите во февруари. Едниот е на 8 февруари 2019 година и на 25 февруари председателот со укази ги поставил Орце Јордев, Драган Ковачки и Бесник Емини на позиции во АРМ. Па се по моје вака е, по моје. Значи за поставување на генерали во армијата. По моје вака. Ако кајнес антикорупцијска комисија не покренала вистина за оние корумпирани што били многу поголеми криминални работи стварале функционери и помални функционери и директори и бизнисмени. Многу тие ги знаеме. Ако во Македонија вистина ние слушаме, ова се работи, ова е осетливо прашање. Ова се работи за безбедноста, за врховен командант на армијата на Република Македонија. Ако вистина нас околу Македонија не се спремат како пред 2001 година, да од страни држави да не се зазема некоја територија, тогаш командантот на армијата не смее да чека ни избори, ни предизбори. Тие 20 генерали си биле во армијата и ќе примени, само што се напредени. Ако треба такви лица во армијата кои да сасувале, а ни треба безбедност, тогаш антикорупција да ги погреши тие пријави да не се играт со сега пред крај на мандатот, да му става такви прекршоци на председателот на Иванов. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден. Значи, две прекршачни постапки се покренати против председателот Ѓорги Иванов поради поставување на генерали во армијата по распишување на изборите, што е против законски. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас мислам дека ова власта е во паника. Ние баравме правда и владење и да се почитуваат законите. Сега тие се во паника и сега ќе почнеме поѓомити да работиме и ќе го казниме председателот за страмота. За страмота кај се овие
пред еден месец колку ни повработија и по медицински посекаде. Какви кадри се вработија? Со хемиски лаборанти на гинеколошко оделение, со М од медицинско, да не ги измешам работиве. Сакам да кажам, уште пред месец и кусур, дали требаше толкова работување? Зошто не се почне од напред? Туку сега поѓомити почнавме да работиме срамота. Ова е срамно од власта, ќе се повторам, е во паника. Ние бараме правда и да почнете еднаш оваа правна држава да почне да работи. Значи, јас мислам, може ќе измешам дека овој концептот на Пендаровски многу поќе не разедини, затоа што кажува ги поддржува не владењето на законите и правдата. Јас мислам, тој ќе не однеси во Африка, со ова сега при крај овие уште глупости, да ги засилат овие што се го сачита, ама то не веќе нема врска то сега на крајот да му направат така на председателот. Сега јас очекувам и други притисоци, и повработени, и посе, и очекувам притисоци, и некои други глупости да кажуваат и за Гордана, ама Гордана мислам дека ќе не однеси во Европа, а Пендаровски во Африка. Пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Прв пат се во ваша емисија, поздрав до вас и до вашата екипа. Благодарам. Повелете. Не ќе должам многу, ќе бидам краток. Ајде. Видете, сите овие што плукаат по нашиот Ѓорѓе Иванов, па зарем не се сеќаваат што тој човек, за жал последниот маж во Македонија, што зборува во Обединетите нации. Зарем не го пратеа неговиот говор? Зарем не го пратеа, го слушаа, ама не сакаат да го разберат некои, за жал, наши македонци одомрелат спрема македонштината. Па човекот говореше све што се случува во светот. Дали нешто прелажа? Говореше све што се случува на Балканот и што ќе оди понатака што ќе се случува. Дали прелажа? Не. Зошто не сакаме еднаш конечно да погледнеме на вистината во очи? Нажалост, цел свет стоел позади нашата влада, позади нашиот премиер која беше преспанскиот договор. Ова е врзано со председателот. Бидејќи председателот нека потпиша тој договор. Цел свет стоел за тој договор. Кој е тој цел свет? 3/4, да не кажем мешетри од Брисел? Кој е тој цел свет? Кој е таа така наречена меѓународна заедница? Таа не постои на хартија во светот. Обединетите нации постојат, а не неколку мешетари белосветски, кои само си ги гледат нивните интереси, работа за некоја врхушка што е над нив. Влегувањето во НАТО, па то се само интереси на неколку моќни држави во светот. Значи, зарем не го слушаа нашиот представител што зборуваше во Обединетите нации? Зборуваше за сето што ни се случува. Што се случи во Нов Зеланд, што се случи во Шри-Ланка, што се случи во Добро, значи не зборуваме за тоа што го зборувал председателот, значи зборуваме за постапката која што има направено по распишувањето на изборите. Дали сметате дека треба поврзано е со постапката, господице? Поврзано е со постапката. Таквите им смета на белосветските мешетари, јас би ги. И благодарам за вашето јавување. Можеби вие сметате дека сето тоа е поврзано, меѓутоа се прават работи кои што се противзаконски, независно за кого станува збор. Не зборуваме за говорот на председателот во Обединетите нации, туку зборуваме за овие постапки кои што ги направил по распишување на изборите, што е всушност противзаконски. Значи, треба сите да го почитуваме законот подеднакво, независно дали некој е председател или пак некој е обичен работник. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Поздрав до вас и до вашата телевизија. За председателот што да кажам? Тој беше смеер на векот. Таков председател ретко мајка раѓа. Оној што го поддржува Ѓорѓе Иванов, мора да му фали нешто. Како може да поддржуваш? Добро, ве молам само без навреди. Ви благодарам за јавувањето. Без такви навреди, дали на некој нешто му фали во паметот или не му фали, значи ве молам задржете си ги тие коментари за вас лично и дома. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. И овој што зборуваше у суперлатив за Иванов, зборува за нас обрнато. Требаше и него да му кажете да се прибере малку. Сега вака, Иванов беше председател не на Македонија, него на негова партија. Тој не беше председател на сите. Председател на сите беше Борис Трајковски.
да не ги мешаат баби и жаби. Човекот е покоен, но славен. Сите го сакавме, без разлика на партиска определба. А Иванов направи толку грешки. Тој беше само една обична марионета на претходната и на сегашна власт од ВМРО. Ништо друго. Тој човек требаше многу одавна да доживее импичмент и да биде сменет, а не сега да ги користи сите бенефити како председател во заминување, а знаеме колку таму 2% од буџетот му се дава возач, кола, простори, канцеларии, не знам што, до крајот на животот. Тој веќе ќе оди во пензија, тој веќе нема што да прави. Ни на факултетот го неќат негови колеги и колешки. Тоа се изјаснија многу одамна. Така да, може да зборуваат сите во суперлатив за него, но во етерот, нека се преиспитаат дома дали е тоа така. И да не фрлат со дрва и камења по другите кои не мислат исто како нив. Груевидот заврши. Уште долго време ќе плачат тие. Нека плачат. Ама тие се оние кои има корист од ВМРО, а не дека толку многу го сакаат и се бораат за него да се врати на власт. Нема тоа. Еве, на пети ќе се види. Ќе се види кој ќе победи, па ќе видиме после тоа во ваша емисија, сигурно ќе има тема, ќе видиме како ќе се однесуваат, дали ќе се јавуваат. Поздрав од мене до сите гледачи и до ВМРО-вците и до СДСМ-овците. Пријатен ден. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден. Тоа сум ја во програма. Во програма сте, ве слушаме. Да. Сакам да кажам 2-3 збора многу кратко. Ја ценам функцијата, институцијата председател. Ѓорѓе Иванов не е некој си правник на некоја си земјоделска задруга. Ги знае он фино тие работи. А друго сакам да кажам дека не само нас, што ни кажа на македонците, него и на цел свет, дека функцијата, институцијата председател е непотребна. Фала. И благодарам за јавувањето. Антикорупцијска покренува 2 прекршочни постапки против председателот Иванов за поставувањето на генерали во армијата по распишување на изборите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Темата е јасно прецизирана, меѓутоа не можам да ги разберам гледачите кои не сакаат или не можат да разберат суштината. Едните напаѓаат, другите бранат, во зависност од партиската определба. Мислам дека треба да ја оставиме антикорупцијска, да си ја заврши својата работа со докази, затоа што господинот има и други работи за кои што треба исто така да се произнесе антикорупцијска. А вам, почитувана водител, ќе ви забележувам што им дозволувате на гледачите да ви се обраќаат со име. Вие сте јавна личност и вие за нив не сте ниту пријателка, ниту другарка со која можат да пијат кафе или да ви кажуваат приказки. Добро. Од мене толку, ви благодарам многу. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден и за забелешката. Добро, тоа е сепак став ваш, мене не ми смета воопшто да ми се обраќаат со име, затоа што знам дека гледачите кои што се редовни веќе и не сметаат како дел од своето опкружување, бидејќи секојдневно не гледаат и секојдневно комуницираат со нас, не само со мене како водител, туку и со моите колеги, така што не забележувам во тој дел, меѓутоа добро, тоа е ваше размислување и ваш став и го почитувам. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Тешко да овој народ, овие патриоти ви го шарат Иванов. Иванов си зеде два стана, околу 250 милиона. Си ги заработили всеки. Ништо не направи за ова држава. Па за жалење човекот и треба да го жалиме. Ја дори да ти кажам право кој ќе си замине. Многу ќе плачам. Затоа што од мојот имот ќе земе да разбиш, уште док е жив, дај Боже нека живи 1000 години. Ама ја ќе го плачам цел живот. Со обезбедување, со кола, со секретарка и сега Ивано направил за оваа држава. Чуди ме Боже, не можам да сватам. Па нарочито овие жениве. Па ако толку го шарат, разбир, зашто бре да не одат ке него? Неко одат.
Ко секретарки нека ги прими само. Добро. Ајде, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Тимо од населба Даме Груе се јавува. Стаден разгледач, редовен. Вака сега. Без разлика дали е председател или премиер, ако си има законски прекршки, да си одговара пред кај што треба институциите, дали е Курциска, дали е СЕО, дали е јавно известно, да си има кривични пријави за секој и да си одговара. Сега вака не можам да разберам ова едно. Како не чини СЕО, не чини антикорупцијска, па сите се тие институции за секој вашите. Избрани од државата, не може да не води само за ДПМН. Јас сум, ти кажам вистината, јас сум СДС. И ако сум крив, нека ме окриват отворено. Нека ме судит. Па не може сега, ако е председател, да не би крив. Како? Добро. И мора се одговара секој кој ще е крив од државата. Така. Биде поздравени пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Сите сме еднакви пред законот, впрочем. Тоа беше последниот гледач за денешното издание на емисијата Очи во очи. Како што реков и на самиот почеток, повеќе за оваа тема ќе имате можност да слушнете во Централниот дневник во 17 часот. Останете со програмата на Телевизија 24. Имајте убав ден. Со мене се гледате повторно утре во истото време. До гледање.